ова издание, инаугурација во Вашингтон која се случува секој 4 години. Годинава, еден председател заминува, друг доаѓа. Белата куќа е подготвена за испраќање на една фамилија и пречек на новите станари, и тоа во рок од 6 часа. Поглед наназад во историјата на председателската инаугурација на САД. Граѓаните го очекуваат овој миролюбив трансфер на власта, моќен символ на американската демократија. Ке ви кажем, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јеле Бојаджиевски. За време на инаугурацијата, Белата куќа се подготвува за испраќањето на едно семејство и дочекот на новите станари, и тоа во рок од 6 часа. Дора Мекваер разговараше со шефицата на кабинетот на поранешната прва дама Лора Буш за тоа како се одвива процесот на селење на авенијата Пенсилванија 1600. On inauguration day. It's just organized chaos. На денот на инаугурацијата се случува организиран хаос. Има време од само 6 часа да се исели едно семејство и да дојде ново. Секој работи да ја направи куќата дом за новото прво семејство. Анита Мекбрајт работела за 3 председателски администрации. Таа била шефица на кабинет на првата дама Лора Буш. Мекбрајт знае од прва рака што може да очекуваат на првиот ден председателот Џо Бајден и првата дама Џил Бајден. Кога прв пат ќе дојдат во Белата куќа традиционално по инаугуративната парада, нивната облека е сместена во гардеробер, а личните фотографии се ставени на места каде што тие сакале да бидат. Навистина е еден прекрасен трансфер. Промените се прават многу внимателно. Новото прво семејство веќе има избрано мебел и уметнички предмети од колекцијата на Белата куќа, кои се чуваат во специјален простор за складирање во Мериленд. Нешто што идната прва дама Мишел Обама го открила за време на прединаугуративната средба со Лора Буш. Господја Обама забележа колку се е прекрасно и оти единственото нешто за што таа требало да се грижи е да ги декорира собите на децата. Новиот председател одлучува како ќе изгледа овалната канцеларија. Повеќето председатели избираат да ја користат работната маса од 19 век, изработена од напуштен британски брод, која му била подарена на председателот Рутерфорд Хејс од страна на кралицата Викторија во доцните 1800 години. Доста е интересно што килимот игра улога да го пренесе чувството што председателот го има за таа канцеларија. Се разбира, портретот на Џорџ Вашингтон секогаш има проминентно место над каменот и практично тоа никој не го променил. Овој ден може да биде многу емотивен. Односот меѓу постојаните вработени и првото семејство, и конкретно ако има и деца, станува доста близок, поради што им е тешко да се разделат. Напуштањето на Белата куќа може да биде особено тешко за председател со еден мандат. Имате чувство дека не сте направиле се како што сте се надевале. Кога заминувате по 4 години, особено за првото семејство, е емотивно. Џорџ Буш постариот во неговите мемуари напиша дека било болно и Барбара Буш се чувствувала исто, но тие се неверојатни патриоти и заминаа достоинствено. Испраќањата може да бидат тешки за вработените кои се грижат за милениците на првото семејство, како Дейл Хейни. Тој е одговорен за имотот и зеленилото, но одговорен е и за милениците. Заминувањата за него се тешко искуство, кога треба да си заминат и милениците кои му стануваат како семејство. Кустосите треба да внимаваат да не се направи грешка вредни предмети да излезат од Белата куќа, заедно со првото семејство во заминување. Тие го знаат секој предмет што е дел од колекцијата на Белата куќа. Точно знаат и кои се лични предмети, така што сите треба да бидат означени одвоено. Тоа помага и селувањето од Белата куќа да биде колку што е можно мазно и без препреки. Денеска Џо Бајден на скалите пред Конгресот положува заклетва за 46-ти председател на САД. Американците секој 4 години го очекуваат овој миролюбив трансфер на власта, моќен и силен момент за американската демократија. Во продолжение, преглед наназад, како е низ историјата на инаугурациите. I, Harry S. Truman, do solemnly swear that I will faithfully execute the office
of President of the United States, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. Денот на инаугурација е афирмација на трајниот американски идеал за самоуправување. Новиот лидер положува заклетва и добива моќ да управува со согласност на управуваните. Let us shape the hope of this day into the noblest chapter in our history. Новите председатели го почнуваат мандатот со говор со кој се навестува тонот во наредните 4 години. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. It's a real opportunity. Ова е вистинска можност за американска обнова. За прв пат председателот се представува како председател на нацијата и никогаш повеќе нема да има таа можност да го стори тоа. Ова е важен момент во американската историја. Government is not the solution to our problem. Government is the problem. Независно дали Роналд Реган повикува за намалување на федералната моќ или пак инаугурацијата на првиот председател, афроамериканец на Америка, инаугурациите понекогаш го надминуваат моментот. They live on in national memory because Тие живеат во националното сеќавање затоа што зборуваат за нешто фундаментално за државата и за периодот низ кој таа минува. Инаугурациите се одбележуваат и со символични гестови. Во 1908 Джеймс Медисон осигура неговата облека да е целосно направена во Америка. На парадата на инаугурацијата Двајт Ајзенхауер во 1953 ја покажа армиската моќ на САД. Во 1965 година, на втората инаугурација на Абрахам Линколн, тој покани афроамериканци да учествуваат на инаугуралната парада за прв пат. Во 1917 на втората инаугурација на Вудро Вилсон, жени учествуваа за прв пат на инаугуралната парада. Инаугурацијата на Вилијам Хенри Харисон во 1841 беше најтрагична. На 68 годишна возраст, најстар избран председател во тоа време, имаше најдолг говор во историјата, зборувајќи повеќе од 1 час на температура на мрзнење. Сакаше да докаже дека е витален и дека е спремен за функцијата председател. Харисон се разболе таа вечер и починал 1 месец подоцна. Тој остана запаметен како председател со најкус мандат во историјата на нацијата. Инаугурациите се менуваа од обични настани до екстравагантни. Со доаѓањето на ерата на телевизијата станаа визуелно позначајни, но изголемината тежина на работата игра улога. Како што се зголемуваа врските и одговорностите на председателот, така и инаугурациите станаа важен дел од животот со забавите и со парадите. Прослава на издржливоста на американската демократија. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. За повеќе информации, видеоклипови, фотографии поврзани со инаугурацијата во Вашингтон, појдете на glasnaamerika.com. Следете не преку социјалните медиуми, Facebook, Twitter, Instagram. Пријатна вечер. Се гледаме. Okay, they can see me. Good.
Алло. Так. Алло. Вітаю. Дякую.